Почитувам председателя. Сосема накратко, ова не би го нарекла реплика. Почитувана колешка Грчева, ова го нарекувам јас реплика конструктивна. Ова го нарекувам јас дебата конструктивна, иако е, да речеме, представува жестока критика, но сепак аргументирана. За разлика од предходниот критицизам и иронизирање на предходниот дискутант и на сите следни кои што еве вака ги гледам на таблата наредени. Оно што го кажавте, го заговарате од како сме влезени во собрание. За некои работи сме се согласиле, за некои работи, за жал, не сме се согласиле, но тоа е суштината на опозиција и позиција. Не се сложувам со вас само во една работа. Кога влегоа пакетот закони за реформи во високото образование, вие бевте жестоко против, а сега во вашата дискусија гледам дека наведувате кои се критериумите за еден професор да биде навистина професор. Професор со референци. За тоа, впрочем, се залагаше и владата и пакетот на закони, особено измените во законот за високо образование, доколку се сеќавате, се однесуваа токму на тоа, што се однесуваше во делот на професорите. И сега гледам дека го имате истото мислење и се надевам дека кога ќе дојдат измените во законот за високо образование, ќе ја добиеме вашата поддршка, пак ќе кажам, со стручна дебата. И требало малку да ги подучите помладите колеги од опозицијата, што е тоа стручна дебата во однос на образованието. Не популизам, не политиканство, туку навистина конструктивна дебата за подобро на образовниот систем во Република Македонија. Ако се сеќавате, ние сме дебатирале и за потребите на екстерното тестирање. Јас добро се сеќавам дека вие на првата комисијска расправа не бевте против екстерното тестирање. Не знам од каде сега, или погрешно ве разбрав. Значи, се извинувам ако погрешно сум ве разбрала. Значи, враќањето, токму како што кажавте, е 3 чекори назад доколку се укине екстерното тестирање. Дајте да видиме кои се тие елементи кои што треба да се повлечат или да се додадат во самиот систем на екстерно тестирање, за да го подобриме како концепт. Ви благодарам.